На своји само 16 години, Сашо Јандрески од Прилеп ученик во втора година во гимназијата Мирче Ацев во овој град, веќе патентираше уникатен медицински шприц, единствен од ваков тип во светот. За разлика од постојните шприцеви кои што се користат, Јандрески тврди дека со овој негов изум, кој што го нарекува и Јандреев шприц, здравствениот работник нема никаков контакт со пациентот при давањето на терапијата и 100% ќе биде заштитен од заразување со болести како хепатит Б или хепатит С. Јандрески овој уникатен изум го промовираше пред целата лекарска фела во Прилеп и голем број гости од целата држава во преполната сала на Домот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Шприцот функционира со тоа што под дејство на притисок, притисочната рачка излегува иглата излегува во иглената комора, под дејство на ротација се ослободува самата игла, потоа се дозира, се убризгува, односно внатре се инјектира во самиот мускул. Дали исто така морам да напоменам дека шприцот е компактабилен за секаков вид на терапии, дермална, епидермална, мускулна и интравенозна, со тоа што исто така после инјектирање на лекот, односно аплицирање на истиот лек, се повлекува иглата и навлегува во луменската капсула. Доаѓа до блокаторот, со тоа што и самиот блокатор го блокира целиот шприц. Производот е патентиран во Државниот завод за индустријска собственост, а куриозитет е тоа што овој шприц е првиот патентиран производ во областа на медицината во Македонија после цели 25 години. Јандрески идејата ја добил додека волонтирал во медицинските установи во Прилеп. Тоа што и самиот шприц во користејќи се во медицината ќе биде компактабилен само за една употреба, вклучувајќи го нештото дека постои еден вид на блокатор кој што не може повеќе да се користи. Се надевам и целиот мој тим се надева дека еден ден ќе успееме и ќе се произведува не само во нашата држава, туку во нашиот цел свет. Јандрески на изум отработил 11 месеци со поддршка на 3 професорки: Моника Јанкуловски, Наташа Милеска Михајловски и Стефани Видеска. Инаку шприцот може да се произведува во две варијанти: од обична пластика и малку поскапа варијанта од биоразградлива пластика. Првично, започнавме со идејата пред 8 месеци. Искрено да ви кажам, почнавме како проект. Меѓутоа, кога видовме дека навистина би имал примена, сето тоа беше на макотрпна работа, ама меѓутоа негова. Исклучително негова. Ние бевме како еден морална поддршка му бевме на Саше, така да за да не прекинува со неговото истражување. По вчерашната презентација, Јандрески планира да одржи уште една презентација на шприцот на медицинскиот факултет во Скопје, како и започнување на преговори со компании од Македонија и странство кои што би го откупиле овој негов патент.